Да, господин Стојковски, благодарам што прифативте да разговараме за годинешнава жетва која што е во тек, меѓутоа каде што за жал според вашите изјави и најави сега оваа сезона не се разговара за ниските откупни цени, туку за жал се разговара дали воопшто тоа што е на нивите ќе се продаде. Во моментот најголема мака е пченицата, да ни каже дали навистина постои опасност дел од родот да остане на нивите затоа што практично и нема кој да го откупи. Да. Поред, значи, добро што се јавивте за на некој начин ја кажеме она што ние го имаме како незадоволство во однос на нашето производство, кое што мораме да кажеме дека имаме овогодишно производство кое што е со висок квалитет. Тоа го тврдиме дека е со висок квалитет, меѓутоа за жал немаме заинтересирани за откуп на нашето производство. Во овој случај немаме понуда од откупувачите, која што цена, која што понуда ќе прилика без разлика во крај случај дали ќе биде повисока или пониска, меѓутоа сепак како понуда. Ние како земјоделци, уствари поточно ние како Асоциација на земјоделци и фармери на Република Македонија имаме наша калкулација и понуда која што вараме цената на пшеницата од овогашниот реколта да ни биде 16 денари. Со тоа, со таа понуда која што ние ја имаме, запознато е и Министерството за земјоделие и самите трговци, уствари откупувачи на пшеница. До ден денеска немаме ние повратна никаква информација за дали тие сака да ја откупа пшеницата или не сака да ја откупа. Нити обратно, имаме, мислам, некој навести од Министерството за земјоделие, како стратешки производ пшеницата, нормално државата, оствари Министерството за земјоделие мора да биде заинтересирано. Немаме нити од нивна страна понуда која што ние треба да разговараме дали ќе ја прифатиме или не, или во крајен случај ако ја прифатиме цената која што нас нема да ни одговара, тогаш ние ќе побараме доплата од државата преку Министерството за земјоделие, доплата до калкулацијата која што е реална и од наша страна и од институции кои што се овластени за да кажат која е цената на овогодишната килограм пшеница. Да. Сега обично секогаш има ваква ситуација не само за пшеница, туку и за другите земјоделски култури, институциите велат дека нели сработи за либерален пазар. Меѓутоа, ако откупувачите не ја почитуваат цената, каде потврла тука според вас државата, во контролата или пак во преговорите? Видиш, државата како стратешки производ не сме да каже дека нема да биде заинтересирана за стратешкиот производ. На некој начин ќе не заштити државата, ќе си бараме друг земјоделски производ кој што ќе може да на некој начин се покриваме. А во овој случај кој потврдува? Откупувачите се сепак мораме да кажуваме отворено трговци. Трговецот сака да земи цена која што е пониска за да му одговара него повеќе, мисля што подобро. Меѓутоа, затоа е тука регистар државата, Министерството за земјоделие, откупната цена, продажната цена на брашното, продажната цена на лебот. Ако ние имаме од еден килограм брашно 3 векни леб, тогаш државата мора да стави рака кај производителите на пшеница да каже дека вие како откупувачи на другата страна не сте реални во она што го понудувате. Значи, неофицијално во овој момент никој не откупува пшеница, мито уште понеофицијално дека тие сака да ја откупа пшеницата, мито сака да ја откупа пшеницата по 10 денари, која што за нас во ниеден случај не е прифатлива таа цена. Значи сепак се работи за стратешки производ. Земјоделците велат дека нели увозната пченица ми руши цената на домашна, дури вие мислам дека имате информации дека и моментално се увезува пченица од другите земји. Еве, нема да кажам земјите, меѓутоа земјите со кои што граничи државата. Дали според вас треба се донесе привремена забрана или ограничување на увозот додека трае жетвата? Или пак тоа можеби не е доволно? Значи вака,
ние не сме само земјоделци, ние нормално покрај земјоделието и ги пратиме сите политики кои што ги ствара државата, ги ствара нашите соседни држави, тие договори меѓународни. Тоа значи следно, дека Република Македонија е во ЦЕФТА, која што кажува дека треба да има слободен увоз на ретроматеријали, во случајот и земјоделските производи. Меѓутоа, нашата држава има право да стави следно, зборуваме сега за откупот на пченицата. Може да се откупи, уствари да се увези пченица, нема да одиме на големи количини, мислам, за да бидеме појасни на што го зборуваме, предпоставка 1000 тони, и тоа обратно од нашата македонската пченица ќе земиш како пример 500 тона. За да земиш 500 од 1000 тона од увоз, мораш да откупиш ти наша 500 тона. И тоа е најлесен начин кој што ние на друга соседна држава нема да ни стави нити забелешка, и обратно ние ќе бидеме, мислам, ќе биде нашата пченица откупена. Значи тоа е многу јасна работа. Прво, ако сакаш да увезуваш ти пченица, можеш да откупиш наша пченица. 1:3 или 1:2. 1 милион килограми наша пченица, 2 милиона, земи ти од увоз, ако мислиш дека ти е подобра. Меѓутоа, ние тврдиме дека оваа година имаме квалитетна пченица, кој што во многу ретки години се случува ваква квалитетна пченица да имаме. За жал, немаме сега ние представник од Министерство за земјоделие кој што треба да изменеджират ова реална состојба што ние ја кажуваме. Затоа што трговците кажувавме дека се само трговците сакаат денар поевтино да зема за да понатака профитот нивни биде што поголем. Така. Јачменот повторно и оваа година се продава по ниска цена. Дали според искуството кое што ги имате изминативе неколку години каде што оваа култура исто така се продаваше по ниска цена, значи дека и производството на оваа култура веќе почнува да станува неисплатливо? Видиш, јашмено зависи од побаровачката и понудата и од производството. Меѓутоа, сепак ние сме земјоделска држава во која што можеме да бидеме независни за производство на јашмен и пченица. Сите зрнести производи, ја мислам дека имаме толку сончеви денови да успешно можеме да произведеме и јашмен и пченица. За жал, цената во овој момент не одговара. Од 10 денари јашмен се зема по 10 денари. Меѓутоа, вие како новинари, јас ќе ве замолам да истражите, затоа што тие што треба да истража, и ако ја истража таа состојба нема јавно да ја кажа, да видите која цена, мислам, оди во продажба. Значи, денес како одиш во малопродажба, ќе видиш јашмен дека има 15 денари, обратно се зема 10 денари. Значи, сепак тука е во прашање и трговците, меѓутоа и надлежните органи од самата држава, кој што не е доволно, мислам јас, има контрола врз цената откупна и цената продажна. Така. Често велите дека прекупците, не само вие, туку и другите здруженија, практично го диктираат пазарот. Дали треба да се воспостави поголема контрола врз нив? За жал така е, сепак мора да имаме поинаков пристап. Ако сакаме сите да обстаниме, и како производители, и како трговци, и обратно, со поголема добива да има државата, ќе мора да има контрола. Контролата мора да ја постави државата. Целосно контрола врз нашето производство, целосна контрола врз трговците. И ќе дојдеме до една многу пореална состојба за разговор и за понатамошно делување или работење, само тогаш кога ќе имаме контрола од државата, целосна. Така. Во однос на увозот на храна, нели стануваме сведоци дека Македонија од година се повеќе увезува храна. Што значи тоа? Дали се движиме кон голем бројот и традиционалното домашно производство да исчезне? Видиш, претходно кажавме дека ние имаме доволно сончеви денови за сите видови на производи
земјоделски. Тоа значи дека можеме да бидеме ние подобри и од подобриот. Затоа што и климата одговарат и условите се ни одговара за да имаме квалитетно производство, без разлика дали се работи за пшеница, јачмен, овес, орис или не е битно сите земјоделски производи. Битно е можда не знам дали треба таков израз да користиме, нереален приступ на службите кои што треба да се вршат работата за оваа состојба. До сега зборувавме за житните култури, но предпоставувам ќе се согласите, речиси сите земјоделски култури се во таа некоја криза во однос на откуп, ниски откупни цени, едноставно да нема каде да се пласираат тие производи, за на крајот земјоделците се повеќе секоја година да се откажуваат од производство на тие култури. Кои според вас се на таргет, на најголем удар? Кои култури? Освен овие житниви за кои што зборувавме. Значи вака, реално во земјоделието 80% од производите се исти или слични како пченицата. Тоа значи, решение ние немаме изнајдено решение, во овој случај треба да изнајди на предлог на Министерството за земјоделие, државата да изнајди решение. Како ние, како земјоделци, да можеме да планираме. Пример, ние од денеска до година треба да знаеме која цена ќе биде откупна на производот кој што ние сакаме да го произведуваме. Па со самата утврдување на цената ќе си направиме ние своја рачуница да видиме на кое производство треба да мислам така да посветиме поголемо внимание, дали на пченица или на некои други земјоделски производи. Во овој случај тоа го немаме. Ние имаме од денеска за вчера. Тоа значи дека пченицата пола жетва е завршена, ние немаме разговарано за откупна цена на пченицата. Која е таа несериозност не ми е јасна мене и на откупувачите и на надлежните кои што се надлежни за оваа ситуација. Значи практично нема ниту едногодишна стратегија ако не повеќе. Немаме на ништо ние да кажеме дека добро, пример сега компир, цената до година ќе ли биде таа и таа, па сега ќе застадиме како пример го давам, ќе застадиме компир затоа што јас си најдов своја рачуница и математика во производство на компир. Ние не знаеме што ќе се случи со било кој производ до година. Отприлика се надевавме дека треба да знаеме и да бидеме сигурни на стратешките производи, по случај како на пченица. Еве за жал ова година се случува ово што се случува. Прво откуп немаме. Немаме ни откуп дали за 9, 10, 12 или 15 денари, ние немаме никаква понуда од никого. Нити од државата имаме понуда дека ние како држава сакаме да ви помогнеме како на тој и тој начин. Да. Освен на цените, нели земјоделците се жалат и на високите цени на репро материјалите, еве да не ги спомнувам горивото, меѓутоа тука се и ѓубрива семенски материјал. Колку тоа влијае врз конечната заработка? Не е добро, али морам да кажам, на секоја средба во Министерство за земјоделие, тоа прашање ние го откриваме и го разговараме и го предлагаме да има измена. Каква измена? Ние тоа го еве каква измена. Ние тоа како производители на било кои земјоделски производи го осетуваме најповеќе. Затоа што во овој случај државата нас сака од нас да имаме криминално понашање. Зошто криминално понашање? Ние како производители на било кој производ следни. Значи, мислам од 300% до 500% имаме разлика во цена по македонските земјоделски аптеки. И ова го предлагаме уназад 10 или 15 години, дека треба да имаме измена. Ова го кажувам дека од 300 до 500 или посто разлика во цена, затоа што, пример, за 1 хектар заштита, ако го земиш од македонските трговци или аптеки,
ќе биде една цена. Обратно, кога го набавиш од Турција, од Србија, од Косово или од било која друга соседна држава или подалеку, за 300% ќе биде поевтин таа ситуација. И тоа е дополнителен проблем во отежнувањето на нашите трошоци кои што во калкулација пример сега викаме 16 денари, ама ние правиме со 300 или 500% повисока цена на тие заштитни средства, што се морални и премногу се. Значи, не ми е јасно зошто не сака никој да превземе мерки, а тоа го предлагаме на секој состанок. И еве и сега го предлагаме и кажуваме јавно дека од 300 до 500% имаме разлика во цена во земјоделските аптеки. Како доказ или како пример, можеме да докажеме, не ние, меѓу дел од производителите, на ризик, ќе земат пример од Турција, ќе земат од било која друга соседна држава, тоа кажува дека еве конкретен пример. За 1 хектар пченица од кањас да земиш заштита за плевени кошта некаде околу 2800 денари. Обратно, ако земиш, не е битно се да не помнуваме државата, кошта 250 денара. Толку и разлики имаме ние во тие заштитни средства. Практично се работи за производи исти семенски материјали од иста фирма или пак? Не семенски материјали, пардон. Заштитни семенски материјали, апсолутно, да. Значи, заштитните семенски материјали, истиот производ, кања се 2500 денари или до 2800, истиот производ во соседните држави е 250 денара. Така. Да. Што ќе се случи ако оваа жетва заврши со ниски цени и неоткупен народ? Дали можеби ќе заврши на буниште? Прво, па и другите житни култури. Да. Прво, се уште трговците нас не посматра до кај ни издржливоста. Понатака ќе објава цена која што нема нас да ни одговара и така да ние немаме доволно услови за да ја ускладиштиме пшеницата, ќе мора да му ја дајме по цена која што тие сака. Затоа што сега не се преговара за цена на пшеницата. Сега е премногу касно за разговор или диалог, како што и во случајов и ова сега е закасната состојба, затоа што пола сезона не е завршена нас. Со жетва на јачмерот во источниот дел е 100% завршен и некаде 90% завршена е и пшеницата. Значи, производот ќе го зема сигурно трговците, меѓутоа ќе го зема по цена која што за нас нема да одговара. Според мене околу 10 денари. Ние ќе се пожалиме до државата разликата да може да не ја исплати. И еве сега да апелирам, ние сме македонски производители кои што произведуваме храна за во Македонија, сакаме ние да имаме средба со премиерот, затоа што средбата која што сме имале ние во Министерство за земјоделие не влоди со плод. Ние веќе касниме премногу, се надеваме дека премиерот ќе разбери нашите проблеми и ќе сака да закаже средба со нас, македонските производители на храна. Да, практично искуството говори дека секоја година откупувачите ве доведуваат по свршен чин да мора да ја прифатите таа цена, за на крајот да ви помогне државата со некој денар. Добро, да, отприлика така нешто, во минатите години мора да интервентниот фонд во Министерство за земјоделие мора секогаш да биде приправен со доста одредени финансиски средства, се со цел за овакви ситуации да може да интервенира. Да не ни дај нас повод за ние да се откажуваме од земјоделието, него напротив државата како стратешки производ да ни излези во сусрет за да можеме понатака и до година или подолго време да произведуваме тој производ кој што е интересен во случајов и за нас, меѓутоа и за државата. Да. Еве според сите овие проблеми кои што ги истакнавте, според вас ако
нели го сумираме овој разговор, меѓутоа искуството со проблемите со кои што се соочувате, кој е најголем непријател на земјоделците, државата, прекупците или пак климатските промени? И зошто? Мора сите да ги ставиме Во ист кош, на некој начин во исти кош, затоа што и климатските прилики или неприлики влијаат врз намалување на производството, влијае тука и трговците влијаат врз цената која што е, влијае тука и државата, затоа што закаснуваат со овие средби со станоци и утврдување на цени. Значи, морално ние е да имаме откуп на нашата македонска пченица. Трговецот, ако сака да откупува од соседните држави, нека откупува. Нема проблем никаков. Битно е тоа што да му се дај пример 1:3, така? И со тоа нешто решен ќе биде проблемот. Ја ви тврдам дека денеска се увезува пченица. Кој дозволи денеска да се увезува пченица? Кој е во денеска и вчера и завчера се откупува пченица. А вие како новинари тоа истражете го, ако имате можност, ќе видите дека се откупува денеска пченица. Ја знаеме ние и фирмата која што денес откупува пченица. Да, значи не е наше ние да кажеме дека вака и вака таа и таа фирма е. Затоа се откупува пченица од Србија, од соседните држави наши и денеска. Ама предлогот кој што го даваме 1:2 или 1:3 е битна работа за да и нашата пченица биде откупена.